Гнев и немоќ поради целиот систем. Социјалните мрежи зовреа. Граѓаните и бесни и разочарани. Комуникацијата и навредлива и безмилосрдна. Колективна тага и травма, солзи, барање, одговорност. Неправда која очигледно со децении убива, а кулминираше со Кочани. Во вакви времења тешко се гради и одржува баланс. Во четвртокот во Кочани беа погребани 31 лице, најголемиот дел млади деца. Од вкупно засега 59 починати и повеќе од 170 повредени. Рано наутро, додека пациентите и телата на починатите се транспортира, еден човек се обиде јавно, гласно и сликовито да размислува. Познат македонски маратонец. Денес бев во Кочанската болница цели 17 часа. Бев до оној момент додека не ја испративме и последната жртва на пат на Скопје до судска медицина. Денес во Кочани бев сведок на една од најтраорните мои сцени во животот. Игор, што се случуваше во тие 17 часа додека беше во Кочани? Здраво, Горест. Се одзвав на твојата покана, иако верувам дека и ти си свесен дека не ми е седно. Јас знам дека предизвикав големо внимание, ја не очекував такво нешто. Сакав да останам доследен на тоа што сум цел живот и моја спортска кариера, сепак јавна личност сум, отворен сум. Меѓутоа ќе се обидам во ова твое гостување да се држам на едно ниво кое што ќе биде пред се поради почит кон жртвите и почит кон нивните семејства. Верувам дека и се сложиш со мене. И се она што ќе го дискутирам ќе биде само од мој човечки хуман аспект, нешто што јас би го направил и истиот ден кога го направив. И цел живот, додека можам, јас ќе се држам на тоа и во секој момент на било кој, отворен сум за се, на било каков начин да помогнам, и тоа е мојата една од светите животни мисии. Токму така и изреагирав тој ден. Само иницијативно, значи, тргнав кон Кочани веднаш што ме прочитав рано Сабајле Веста. И таму на лице место кај болницата, каде што требаше всушност, нели, да се покаже во моментот една присебност, еден момент на да покажеш таа на некој начин ќе се изразам на особина која што имаш дадена од Господин, помагаш на луѓето, малце да останеш присебен. И јас целиот ден останав таму. Имаше многу предизвици, почнувајќи од семејството кој што доваѓа на лице место, обезбедување на секакви во моментот неопходни работи кои што беа потребни за нив, транспорт, возила, имаше многу гужва, значи да помогнеш на некого да го одвезеш, да останеш во болницата, да им помогнеш на било кој таму. Црвен крст беа многу, имаше многу медицински екипи. Точно дека малку се создаде еден хаос. Меѓутоа тоа беше контролирано. Премногу активности во исто време и мораше да се внимава, затоа што едноставно не знаеш кој у моментот доаѓа од роднините и кој ќе го доживее шокот. Доволно беше во некој момент дури едно шише вода да дадеш на некој, значи да не препадне да падне, значи да се најдеш присебен во тој момент. Доаѓа, значи, возила со пијалоци, со вода, да се истовари, да се стави столчиња, значи носеа од ресторани, од некои, значи тука што беа поблиску. Значи основни работи кои што беа потребни, беше и Сабајлето малку студено, потоа малку затопли, па имаше и кебини и такви работи. Значи многу работи се случува со брзината на светлината. Ете, јас се најдов тука и сите заедно, значи не сум само јас, имаше и други граѓани што дојдоа таму, што помага, имаше од Црвен крст, значи јас искрено им одавам, јас се ставам последен, верувај, така размислам самокритично, меѓутоа им одавам невидено признание на сите што беа од Црвен крст, што беа од МВР, што беа болничари, доктори, медицински сестри, шофери на истите. Видовме што се случи со еден шофер. Јас ги гледав тие луѓе нон-стоп. Значи баш и сега додека зборувам, го враќам сеќавањето, ми остави впечаток една медицинска сестра која што ја гледав, толку беше
на едно младо девојче, мислам 21 или 2 години, значи таа беше толку фокусирана, толку беше 200 на сат, ние што викаме, значи беше цело време на нозе и само гледаше лево десно. Имаше такви како нејзе што јас би ги нашол и би им дал некое признание за животно дело. Тоа е, значи, навистина се потребни луѓе во тие моменти кои што ќе дадат се од себе и навистина го поседуваат тоа што може би некој не го поседува до таа мера и може да значи дефинитивно спасување на некој живот. Во тие моменти кога ги носе делот веќе починатите, делот повредените, што ти беше приоритет? Не, тие веќе беа внатре, беа во болницата. Јас кога стигнав таму, тие веќе беа внатре. И таму, значи, кај жртвите се упатува нивните семејства, бара информации, мене ми стига пораки, например, да помогнеме во, нели, дали е таму тоа лице, па тука имаше контакти со МВР, нели, полицајците имаше веќе задолжени и нивни што има списоци се и тие мислам свесни беа дека треба да им соопштуваат и тие требаше, нели, да ги идентификуваат, па тие информации, тој проток, нели, како да им соопштиш, како да им кажеш. Се случуваше и некои мене лично што ме познаваат, знае дека сум таму и сега конкретно, значи, те прашува за лице, те покажува слика, се. Значи, тука ние во комуникација со МВР им ги едноставно и на нив им беше битно на припадниците од МВР да, нели, кога ќе ме соопштат 200 патија да во просториите кај што беа жртвите ги идентификуваат и така да тој список се знаат едноставно, да не ги барат. Во видеото кое го објави на социјалните мрежи, велиш да газиш преку мртви, да гледаш јагленосени тела, локви крв, да ги пакуваш, да им пишуваш имиња, презимиња, да ги товариш, да гледаш семејства како се распаѓаат, како не им се живее повеќе. За жал тоа беше вистина и тоа се случуваше. Пред се тоа го работеа стручните луѓе. Ете, се случуваше со некој семејство. Едноставно не може луѓето да постигнат таму сите. Ние ги придружувавме некои семејства, значи мајки, татковци кои што во ходниците, значи не можеа ни полицајците да постигнат, плюс реално многу проток на луѓе, медицинари, не може на се, значи тие држаа ред, да, тие за тоа се таму, меѓутоа верувате дека и на нив им беше тешко и се гледаше тага и кај нив. И сега јас во еден момент таму кажав недолжни, значи тие мора да претрпат буквално све некој, значи да упати некој збор. Не лично за нив, тука едноставно знаете во тие моменти се и се што апсолутно разбирали во тие воопшто не ни замерија на тоа ништо, меѓутоа за жал тоа се случуваше и тоа траеше цел ден и ние колку можевме им помогнавме на нив и да ги смириш и се и секој се наоѓаше во тој момент. Зарем треба вакви несреќи да ни се случуваат и невини животи да згаснуваат, за да се преземат мерки, за да се спречат вакви трагедии? Да, тоа беа и тие мои зборови што ги кажав во тоа видео. Тоа е, за жал, наша реалност, сурова реалност. Не научивме, ние како општество, не навлегувам во нели кој бил, кога бил, како бил, зашто бил. Едноставно напатена земја сме, сите го знаеме. Гледате каков гнев имаше по социјалните мрежи. Бараат луѓето правда, бараат подобра иднина, подобро утре, нешто да се преземе. И јас тоа цело време го велам, зошто на нашите грешки и на нашите несреќи да учиме и да ги поправаме. Нели можеме конечно ставиме точка, да, тоа е, не го измислувам јас тоа, не е тоа нешто од мене, тоа е вистина, тоа е жива реалност за нас. Нешто едноставно мора да се промени. Како може да се промени во едно поделено општество, нефункционални институции? Тоа не би го коментирал баш, нели така. Не сум, тоа е ваше право. Јас ќе кажам дека имаме предизвици. Точно е дека имаме предизвици каде што нели можеби вие сте потполно во право, бидејќи нели гледате што се случува после тоа дека има мерки
соодветни, дадете дека има некоја конкретна акција, да, може тоа е, така е, и издржано е. Меѓутоа, дефинитивно треба нешто да се направи, сите ние треба да направиме. Значи, не тие кои што, да, тие се оние кои што треба да го спроведат тоа. Меѓутоа, верувајте дека јас како нормален граѓанин, како родител, така, вие, било кој, како на каков начин, дали со воспитување на нашето дете, дали некој професор со воспитување на целото одделение, дали било каков лидер со некоја група, ние сите мора нешто да направиме и да доведеме се во ред, за да не доаѓа до ова. Па ова, од ова не може пострашно да има нешто за да ни се отвори таа визија за нормален живот, што велат сите. Веќе ја не кажувам ништо ново, веќе сите велат и слушаме на јасни пораки дека од сите, значи од тие што го водат редот и што се влијателни и авторитети се, тие велат дека ради некакви работи кои што се неморални, кои што се против законот, значи некој се стекнал со нешто за некој да страда. Тоа ја не го измислувам. Тоа ние како нормални граѓани го слушаме од авторитети, од високи функционери, од се. И ние сепак треба и на нив, или ние во општеството сите да направиме нешто за да бидеме дел од таа така наречено подобро утро. Дефинитивно. Тука мора да преземеме нешто. Еве јас појдов од мене и кажа, еве јас сум виновен. Можеби помалку. Се гледам виновен затоа што сум родител и можеби како родител треба нешто повеќе да направам за моето дете. Иако моето дете е полнолетно, сепак чувствувам вина дека можеби не сум обрнал внимание во она мера во која што треба. Ето, така би го дефинирал тоа. И во иднина исто ќе се посветам јас и онаму кај што се чувствам како лидер еве во спортот, например, да делувам на моите спортисти кои што ги тренирам. Години на молк водат до минута молк, ќе констатира Мерсиха Шукри од Македонската филхармонија. Многу јасна порака. Година молк за минута молк, да. Искрено, не сум го прочитал, ама сега како ми го кажа, тоа е тоа. Навистина, тој молк. Премногу толерираме, премногу ги потиснуваме проблемите, ги ставаме под тепих? Премногу сме толерантни, треба да бидеме толерантни искрено, меѓутоа до кога и до каде, до која граница. Што значи тоа што го велиш ти толеранција во смисол да што треба да се толерира, а што не? Односно, до каде треба да се оди на она моралното и до каде треба да се оди на она што навистина е правило, правда, закон и така натаму. Треба ова сите да не разбуди. Ова дефинитивно треба добар шамар да ни биде на сите. Под наводници. Значи, мора да се освестиме, мора да преземеме нешто. Еден град е погребан во Македонија. Еве ја така го чувствувам Кочани. Тоа што го видов јас во неделата, можам слободно така да ти се изјаснам. Тој град можеби ќе му треба цела генерација да почне да живе. Не 5, не 10 години, цела генерација да се смени, нешто да се случи. Ја мислам дека тоа се години и години за тој град да почне да живее нормално. Ќе кажам уште еднаш, јас го сакам Кочани. Многу пати сум бил таму, сум бил и на атлетски настани, се познав со луѓето таму, има луѓе кои што се таму организатори на спортски настани, кои што постојано сме во комуникација со нив. Дури има еден аматер атлетичар кој што доаѓа на трки, кој што почина во пожарот. Ето, тоа е со сигурност го кажувам. И јас веќе кога дојдов таму, еден од спортистите кои што се занимаваат со рекреативно трчање, кои што имат група, кои што и планинарат и трчат, доаѓаат на трки, он лично ми кажа, вика, најверојатно така и така беше, така испаде. Мислам дека добро оди работава сега околу ова, како никогаш акцијата е поконкретна, го гледаме сите тоа. Тоа не може да го занемариме. Значи има конкретна акција, конкретно се збори, директно се посочува каде е вината, кој сгрешил, како сгрешил и ова јас прв пат гледам вака една надеж. Може ли една ваква несреќа да ги обедини граѓаните без разлика на етничката припадност или да создаде нови канали на раздор? Нема да создаде. Ова ќе видиш, јас сум длабоко уверен дека ова ќе биде
обединување на секоја основа. Длабоко сум убеден. Еве, ти го тврдам тоа со 100% и давам еден апел до сите, без разлика на било каква нема поделба веќе. Сите мора да се обединиме, зашто ние немаме друга држава, немаме не знам што друго. Едноставно сите сме тука заедно, сите живееме во нашата Македонија, сите сме од крв и од месо, сите сакаме семејство среќно, сите сакаме иднина. Ја не знам дали има уште некој што се храни со нешто друго. И во ова време, дали е потребно такво нешто? Апсолутно не. Ова треба дефинитивно да не обедини. Еве, нека ме слушнат сите што се поделени под било какви основи. Ова да не обедини сите. Во студиото во Трилинг доаѓаш директно од Кочани, од погребот на 31 младо лице. Само ке кажам, како граѓанин бев да ги испочитувам и моето го направив.